Прашалници што тежат повеќе од статистика, каква година следи и какви се прогнозите. На прагот на 2026-та, спротивставените табори во политиката, спротивставени и во ЕСАПот. Опозицијата очекува тешка кризна година, помалку пари во джебот на граѓаните и во касата на државата. Власта обвинува за сеење страв и паника и тврди оптимистички се прогнозите за следната година. Граѓаните нема да трошат повеќе за повеќе, граѓаните ќе трошат повеќе за исто или за помалку поради тоа што цените ќе бидат повисоки. Значи ќе живеат посиромашно. Странските инвестиции нема веќе раст. Прашува колку ќе заминат. Видовме дека дел и фабриките од зоните веќе затвораат. Или ако ништо друго, не ги најавуваат проширувањето на капацитетите како што тоа го правеа порано. Така да сметам дека доаѓа многу тешка година за државата и за граѓаните. Премиерот одговара, обврски има, но економските показатели се во нагорна линија. Државата има обврска да врати над 2 милиарди евра, вклучувајќи и 700 милиони евра еврообврзница, која претходната влада ја земала во 2022-та. Оваа сума треба да се врати на странските инвеститори, а буџетскиот дефицит ќе се покрие со хартии од вредност на домашниот пазар. Отприлика околу 6 милиарди евра е целиот долг кој што треба во овој мандат од 4 години нова влада да биде вратен, но граѓаните и бизнисот да бидат спокојни. Исто како што нема мигранти, исто како што нема криза, така и средствата се обезбедени, ликвидноста е обезбедена. Нормално е дека во отсуство на план и на идеи од страна на опозицијата ќе слушаме ваков тип на пораки кои што има за цел да внесат страв и немир кај граѓаните, но да бидат спокојни. Планот е направен, средствата се обезбедени. Премиерот тврди инфлацијата се намалува, извозот расте, економските параметри се стабилни. На ова го базира оптимизмот за идната година.